по дожд од небото паѓаш. Ах, љубов, ах, љубов. Дали потоа за дусни се криеш, или како сон во градите спиеш. Ах, љубов, ах, љубов. Дали умееш високо да леташ, или како цвет во срцето цветаш. Ах, љубов, ах, љубов. Дали посака за тајни да знаеш, како светот бајка за луѓето траеш. Ах, љубов, ах, љубов. А во меѓувреме дур да стигнеме до таа една од белјите, тука имав на ова место баш, како деца се радувавме од Боро Тртката. Тој механичар заваруваше имаше полни буриња со карбид, не знам како се хемиски назив на тој елемент карбид, е како бело како варје, и ние како деца ќе земевме по некоја грудка од карбидот и ќе земевме од дома ова конзерва, од грашок и слично нешто, од едната страна отворено, а горната капачето кај што стои, само едно дупче ќе направевме. И тука ќе ископаме во песокот дупка, ќе ја наполниме со вода и ќе ја пикнеме кутијата, ќе го ставиме карбидот внатре, во водата, тој почнува да врие, хемиски процес, ние со кутија од озгора, а еден со прстот држи да не излегуваат гасовите од... И со кал или со глина, тоа се бетонираше, цементираше и на крајот легнати вака долу со еден стап, на стапот ова парче хартија запалено и ќе го пружиме стапот и тогаш пламенот со гасовите што излегуваа од таа кутијата и пламенот и доаѓаше до таква реакција, експлозија правеше. Па не ви реагира? Сега не знам, да, ако сигурно сме се снаоѓале, ме разбираш. Не стегната кутијата, не стегна со кал од некаде дише и ние викавме лампа, не знам од кај тој термин, лампа и отидовме да видиме што се случува, зошто ова изгледа со минат рок карбид. И кога пукна тоа карбидот и на нас право во очи, добро што останавме живи. Ете, тоа едно од тие, а дома не кажав. Иначе корзото е вамо. Корзото е таму. Корзото. За на корзото, тука кај дрвото имаше, како што спомнав, чешма цистерните. Цистерните ние прскалица ја викавме затоа што беше адаптирана да прска вода и да ги чистат, да ги мијат улиците. Добро. Не знам во Скопје како ги викаат. Цистерни. Па цистерни ги викаат, што ги чистат улиците, така? Кај нас прскалица си ја викаме. Па добро, цистерни за чистење, така ги викаат. Прскалица. Ја по штипски ги викам, ама знаеш они викаат ајде да окрчиме, ја викам да обелиме. Да, па белење, варосување. Па добро, варосување, така. Така окрчиме. Секад има по некој влијание имаме, точно е тоа. Дијалектологијата е, дијалектите се. И тука ќе паркира цистерната. Сонце да не фати, да не правиме сенки на. Тука ќе паркира. Сакаш да пробаме, гледам има една дупка, тука сакаш да пробаме играта. Доволно беше, доволно од детски денови ова што ми остана. И тука спектакуларно ми беше доживување. Сега знаев, на Корзо не смеам да идам мало дете, 3 години, колку? 3 години. И сега се чудам на сам себе. Позади цистерната имаше некои скалички, мердевенчиња да се каче. Дали се качи на нив? Да, се качив на скалите, од озгора и легнав кај кабината, над кабината што е... Што збори? Да. И тука имаше такво горе како конструкција, некоја метална конструкција и тука се фатив за тоа да се држам. И? Не за друго. Доживувањето е многу интересно. И отиде на Корзо? На Корзо, кога човекот ја наполни тука прскалицата, ова цистерната со вода, не ме ни видел, знаеш, тука кјути, не ме ни видел и ја од озгора на цистерната каче, не за друго. А па вие знае понекогаш
да се тркнат побрзо ова младината, Да, нели, дека- овие од корзото луѓето, некојаш ќе им пушта намерно, да не речам, малку така со вода, малку повеќе Да ги избања малку. Да ги избања малку. И тоа беше доживување, значи како мал на корзо да одам. Тоа е доживување на цистерната качен, а се сеќавам леле, сега кога се сетам 3, колку, ајде 4 нека сум имал. 3-4 годишна возраст. Од детските денови. Види, интересни се тие сеќавања. Назад јас сега вака кога ќе се свртам кога ќе го видам бисерот. Види, доаѓам во Штипа, ма знаеш, некако На брзина, по работа. буди овака спомени сега кога ќе почнеш да евоцираш. Тука ми е терасата. Терасата од жолтата куќа, ако фати објективот. А жолтата куќа тоа е нашиот дел од првата куќа, таа автентично што. А татко ми беше горд на терасата што ја беше 70 и нешто, ми се чини дека именуваше жолтата. Позади, жолта. Пред куќата има нешто сега како покрив. Ама тоа е тераса беше на времето. Ти си птен центарско дете, че. Па што те зборам ја? Слушај, и сега завршуваш драмски факултет. Так. Зашто не останеш во Скопје? Имаше понуда? Не. Мене Штип ми дал. Јас од тука имам инспирација луѓе што таква убавина, како да кажам, мене градот ми дал и јас морам на соодветен начин. Имаше понуди да останеш во Скопје? Има театар. Знам дека има театар во Штип. Има театар во Штип, што мајка ќе барам, што по штипски, што би се рекло, прво во Скопје треба под Кирија да трчам. Да трчам под Кири и да застан да трчам. Имаше понуди? Имав, како немав. Да? Може треба во Штип. Не. Ма види, ако збориме така, мене светот ми е мал. Јас можам, на моменти имаше луѓе со граѓани мои кои што ќе сретнеме, ќе ми речат вака директно. Абе ти не си за тука, ти што остана тука, демек знаеш по штипски ќе ме, зошто остана овде? Како бе зошто? А мене можеби па нешто друго имаше, друга како да кажам, да не речам комплекс. Татко ми заминат и јас ли да заминувам? И можеби и тука е, не знам, болката. И борбата со внатрешниот судија, ако можам така да кажам. Позитива. Тоа е она кој што те краси цело време, таа позитива. Чудо едно. Сега, можеби малку е без врска да прашам, маката ли те на... Сето не е мака, затоа што вие реално растите во топол дом, баба и дедо, кои што ве воспитува, така, воспитанието. Кон дома си гледам. Воспитанието е многу значено во тој период. Домашното воспитување, што денес го нема. Како они реагира кога, Раде Рогожаров, актер сега. Ама Раде Рогожаров стана символ некако на Штип. Од дома никако сум немал, како да кажам, се ми беше понудено. Се ми беше буквално понудено. Ретко кој што... Ние бевме деца, јас и сестра ми можевме да си бираме по личен, како да кажам, по лични убедувања. Немавме никакви единствено сигурно да разговаравме со нормално со родителите за секој потек, за секоја таква одлука значена во животот, сме ги споделувале со дома. Прифатија? Кога рекол така? Секогаш. Не, секогаш. Завршува и Чичко ти Љупчо имаше еден глас. Бас баритон. Авторитативен, не ме тепаше, само со поглед и само еден збор ќе кажам. Порано било така. Пееше, страшно пееше. Мајка ми имаше еден професорот беше и директор на средното музичко училиште. Професорот Мите имаше една емисија. Мене ми предаваше музичко. Ете. Димитар Митевски? Димитар Митевски. Ми велеше, раскажи ми малку за тетканада, за мајка ми. Кажи ми цело мало, вика, на сред зима, она прозорите ги отвара на кратки ракави, работи и пее. Викам, точно е, професоре, точно е. Вистина. Лете, зиме на кратки. Па веројатно и таму сега сенсот за музика, затоа што Раде Рогожаров, ја дека го видов Домот на култури, ми текна дека и ти имаш настапувано на Макфест. Така е.
Magливо утро тела безполени и нежни шепоти, очи во сладок занес заклопени. Едно сме јас и ти, погледни ме, насмени се. Пакни ме, допри ме. Оставена ти за секогаш од мојот свет заминуваш. Не знам ни сам што се јас не питам, за еден миг со тебе Кога му дојде, да речеме така, времето на Макфест, 86-та година ми се чини дека е. Добро. Па ние тука на времето, нели? 86-та, да. 86-та, ама претходно имав игранки што правевме во гимназијата, имав група, рок-н-рол група имавме. Па со позајмени инструменти од браќа Срцеви, од Мијалчи Јаце Срцеви, па ни даваа, тие постари беа од нас батковци, тие со нивни групи, па ни дадоа правени појачала, правени со инструменти да настапуваш, па да свириш. Шурки правиш овде. Па како да е, па тука пораснав, тука сите збиднувања беа, средното музичко училиште веднаш тука до мене. Да, ова позади гимназијата е, тоа е старото музичко училиште. Тука, на ова место. А, тука? Ова зграда, собранието, денес што е, порано е постоеше, како што спомнав, имаше 4-5 така импозантни, да наречам, убави градски куќи. И така, ама со тек на времето, нели, си носи своји карактеристики. Тука дилери од оваа страна, моите роднини, тука е се уште Чичко Миристе, тие па плочи, грамофоните кога излегоа, со плочи, правеа журки, правеа свирки, сите другари од, како да кажам, да ги спомнам, они имат и своји карактеристики, Васо Голубаро, Киро Жмигата, а Киро Жмигата свиреше гитара. Тука беа. После правевте, после журките, после Макфест правевте серенади, вака одевте и свиревте по... Ама ова е далеку пред Макфест. Пред Макфест е ова. Макфест може би дојде така природно си дојде. Затоа што морам да го спомнам Илми Јашаров. Да. На Ферус Јашаров татко му. Да. Значи, не само тие, ќе мора вака многу свет да подсетам. Групи имаше, да речеме, во мое време имаше Златни струни, Орфеи, Јагуари. Ние бевме освојувачи затоа што... Така се викаше групата, освојувачи? Ова... Тоа име го освојувачи го земавме, позајмивме од господинот Бошко Симонов, нема ни 40 дена. Нема како лесно му земја, да. Инаку делевме, потоа имаше период кога изнајмувавме дел од куќата, па делевме заедно иста куќа делевме, заедно живеевме, така да се каже, па со брат му Драгче Симоновски и Драги басистот, направивме група за свирење, како се вика тоа, бенд направивме, потоа ни се придружи Селајдин, ни се приклучи на групата и така ние бевме освојувачи и освоивме трето место на гитаријада во Штип 75-та може да. Значи после се случува Макфест, вие и на првиот Макфест учествувате, така како? На првиот Макфест па некои едни мои комшии, па тие Која беше песна, не можам да се сетам. Јасити се вика песната. Да. Кога ме потсети, леле, секогаш ќе испуштам да ја поздравам една милата, прекрасна една дама, една актерка, а башка и балерина беше, мислам, средно балетско има завршено.
Ана Левајковиќ. Аха. Ана Левајковиќ, се испуштам да ја поздравам. Една многу мила фацичка во приказните има, во светот на бајките има баш Ширин, ако ја за да ете така да едно подсетување да направам. Многу мила, па незините ја ослободи од дома, незините родители да дојде да настапи со нас, ние како група. Јас бев на факултетот, бев уште, значи последна година ми беше тоа на факултетот и кога пријавивме песна 88 година, ја прими песната ние радосни, ќе што да ти кажам, рипа и скакај од радост до таванот. Чекај, познати сте по тоа што одите на серенади, вака, идете пеете, а? Серенадите беа изоставен дел. Морам да го спомнам овде во непосредна близина живееше, се уште живее. Серенада се пее, значи одиш и да пееш на девојка, даваш некој знак што е символиката на серенадата. Можеш да добиеш и кофа вода или не? Се може да се доживее. А серенадите како карактеристика, како составен дел од секојдневието, од начин на презентирање, на доживување, на себе искажување, на себе пронаоѓање, на себе представување, на милост. Тоа е милост, милување. Некогаш се пеело, кога го спомнавме Корзото, се наближуваме кон Корзото. Корзото вака демонстративно јас да прикажам. Народ! Ние по штипски велеме, црцка народ, полно народ. На секој 5 метра друштво со гитара свират, пеат, сите свират. До пред 15 години си одам на кај дома, сега живеам во црвените згради, ние ги именуваме кај полицијата. И си одам со гитара и си свирам тивко и ме поздравуваа луѓето, да речеме тие некои што се љубители на тивка музика, ама тоа беше во касните ноќни сати. Сум бил негде на серенада. Мишко, лека, полека, сега ако засвириш ке те гледат. Како да нешто не... Така е, за жал така е. На секој 5 метра имаше, сите пеат, сите свират. Ај види снимки или фотографии. Јас и пофатив малку од тоа. Мислам, ја не ја фатив мал сите се веселат, сите. Знаеш шо? Има ли поубаво тоа да се луѓето... Например, каде да отидеш на ваков кеј, да отидеш во Париз или било каде, значи има едно 10 групи кои што свират и кои што се собрани млади кои што си свират онака тихо и се забавуваат. Но не и се тоа е. Твојата актерска приказна, сакам да ја продолжиме, бидејќи иако е мала таа улога во Стрекне нова 49-та, сепак ќе одбележиме, имат улоги во Бушева азбука, во Светот на бајките, имаш еден куп представи. Додиме во Народниот театар во Штип и тама да ја продолжиме приказната, можеме и да засвириме за да не гледат дека нешто не е во ред со нас, да извадиме сега гитара. Ај одиме ние на кај театарот. Малку со воздишки затоа што ме навративте во детството. Како символично, несвесно дојдовме до тука. Ајде, така требало. А тука многу работи има за кажување, многу работи. Мишко, кај ме наврати, кај ме најдовте. Па тоа е поентата. Нешто да направиме. Серенадите, Батемоне Говединков, Милата душа, Леле, еден од Раде Бојаджиски, Дане Данев, Бошко Симоновски, Ринго, Батеринго, ние си го викаме Батеринго, Батеринго од Ринго Стар? Да, од Ринго Стар, па Тапанар беше нивната група. Ги спомнав групите Орфеј, Златни струни, сите ги спомнав да не нека ми простат младите генерации и после продолжија. Да знаат како се живеело и како треба да живеат. Тука журки нон-стоп правеа кај Чичко Миристе. Денес не знаат да уживаат. Журки правеа и тоа на грамофонот тие како куферче што беа, како куферче. Можеш да замислиш каква гитарата татко ми кога ми ја донесе, гитара електрична со еден магнет, прв пат кога ја вклучив да слушнам звукот на гитарата. Доживување, не можам да ти опишам каква среќа, каква радост. И на моите другарчиња бевме 3-40. Само што почнавме 8 завршени, прва година средно, и од прозор, бидејќи тука имаше една зграда кај што живеев, еден дел од така од период од животот.
од озгора, од спратот им ја покажував гитарата, не им ја дав да ја допираат, нема тоа ми беше како реликвија, како да ти кажем. Само ќе им ја покажам од прозор, вака ќе ја изнесам гитарата да ја видат, а тие сите долу вака гледаат и електрична гитара, може да замислиш. И дома ја виткав во чаршави, во кебиња, За да не се оштети. Да не се оштети, што да ти кажам, детски соништа, детски убавини. Одиме на кај театар Мишко, и тамо ќе продолжиме. секој град си има песна своја, Така е. своји луѓе. И песна мори моме, да се чуе в ново село. Ново село, крај изворот, крај изворот, крај лаџите.